Наша гостинка вечерва е Елизабета Канчевска-Милевска, поранешна министерка за култура, една од 8 на пратеници од опозицијата кои во петокот навечер гласаа за иницијација на процесот за уставни промени. Господјо Канчевска-Милевска, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Пред се ви благодарам на поканата. За едни вашиот потек е историски исчекор, за други историско предавство. Како Канчевска-Милевска го објаснува своето за во петокот навечер? Значи, кој како го гледа. Да, ја сметам дека е направен историски исчекор во оваа фаза каде што се наоѓаме, значи, во собранието. Вие пред малце, значи, напоменавте дека ние во петокот гласавме за отварање на Уставот и влегување во една амандманска расправа. Ја бар тоа така го гледам, бидејќи знаете како во јавноста се создава една лоша перцепција. Има и граѓани кои што не ја познаваат точно и деловничката работа, нели, и процесот во самото собрание и сметаат дека ние сме гласале веднаш за промена на Уставот, промена на името и прифаќање на договорот. Доајде фер да бидеме точно. Да. Ова е една од трите фази. Конечната фаза ќе биде клучна, но факт е дека многу суштински промени не може да се очекуваат. Па ние треба да влеземе во амандманска расправа и да видиме што можеме да направиме. Јас, доколку ме следевте, значи, мојата одлука ја донесов без никакви притисоци, ниту од една, ниту од друга страна. Значи, одлуката ја донесов врз основа на една сеопфатна анализа на состојбата во нашата држава. Кога велам сеопфатна анализа, значи зборувам и за моменталната состојба, претходно исто како целокупниот овој процес се водел. И ако ме следевте, значи, во говорот кој што го имав во собранието, значи, точно, прецизно, аналитично кажав кои грешки ги има направено и едната и другата страна. И ние не можеме да избегаме од тие грешки. Да. Ако сакаме да, се извинувам што ве прекинувам, да дојдеме до тоа прашање, што, како да кажам, не се согласувам дали ова е предавство или некој историски, нели, исчекор, затоа што многу неприфатливо е за мене да се делат и пратениците за предавници, за херои, за патриоти и така натаму. Многумина симпатизери, членови на вашата партија жестоко реагираат на таа ваша одлука и на другите ваши колеги. Го видовме, генералниот секретар на партијата истата вечер споменуваше суми за подкуп, па споменуваше дури милионски суми, да, па јас во таа прилика го повикувам и него, ги повикувам и сите оние кои што имаат сомнеш во таа насока, нели, јавно да кажат дали некој зел е подкупен со одредена сума, мислам јавно тоа да го кажат и да се испита сето тоа што е кажано, затоа што ние не можеме туку така од ракав да кажуваме некои работи. Да. Имате ли значи, јас затоа велам, стојам зад мојата одлука, и затоа велам дека во јавноста перцепцијата е многу погрешна. Значи, ние влегуваме, јас лично сметав, како Елизабета, дека е неопходно да влеземе во една амандманска расправа. Бидејќи, знаете како, се кажува дека, нели, ќе се направи подобро нешто, знаеме како тоа и одело, нели, претходно. Јас не сум учествувала во никакви преговори политички, нели, за некаков договор, за заложби дека нема да се промени нешто и така натаму. Значи, имало одредени личности кои на политичко ниво претходно функционирале во таа насока. Јас сметав дека е неопходно да влеземе во амандманска расправа и од една едноставна причина, што самиот процес се менаџираше лошо. Значи, ние, Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, договорот требаше да го стави на разгледување на матичната комисија за надворешна политика. Тоа морам да ви го кажам, мислам, кратко вака аналитично, бидејќи, нели, и немаме доста време да говориме во таа насока, но зашто сум дошла до таква одлука? Значи, ние немавме можност, тука се прекрши деловникот во собранието, ние договорот требаше да го имаме на комисијата матично за надворешна политика, да дебатираме. Тоа беше неопходно важно. Да дебатираме, да повикаме експерти,
има експерти и по меѓународно и Власта и мнозинството решија по еден друг пат значи, да одеа одат. по друг пат, каде што сега се гледа дека се сгреши тој пат. И затоа сметам дека треба да се вклучи. Оваа ваша одлука од петокот навечер сепак е напуштање на тоа што е партиски став или став барем на раководството на вашата. Вие слушнано дали имате вака како новинар беа против дали инициација партијата имала на уставните измени. Таа немаше став пред референдумот, но сега рече дека нема да ги поддржи уставните измени. Не, значи едно е да има став партијата, нели? И дали тој став, едно е одлука на извршен комитет, нели, легитимно значи на сите тие нивоа и да се каже дека извршниот комитет, централниот комитет и така натака донел одлука дека не треба да се гласа и да се оди во таа насока. Одлука. ВМРО беше неодредена пред референдумот, но по референдумот телата донесоа одлука дека ќе им препорачаат на своите пратеници да не гласаат за отворање на уставната процедура. Јас таква одлука немам видено, ниту допрела до мене. Не е тоа поентата на моето прашање. Поентата ми е вашиот потек, дел од вашите сопартици, сега не знам дали веќе поранешни или и сегашни ќе дискутираме и за тоа малку подоцна, но вашиот потек го доживуваат за предавство. Меѓу другото затоа што таа партија ви овозможи цели 9 години да бидете министерка за култура на една многу важна, значајна, ајде да кажеме и мокина позиција во државата. Па јас како министр чувствувате дека предадовте партијата и незините идеали и интереси? Во ниеден момент не сум ја предала партијата. Напротив, јас за партијата имам направено многу. Мојот влог... Не, со овој чекор велам. Не, со овој чекор, затоа ви велам, значи во ниеден момент не сум ја предала партијата со овој чекор. Зошто да ја предадам партијата? Затоа што сметам дека треба да влеземе во амандманска расправа, да дискутираме, да дадеме некој придонес, дали можеме нешто да видоизмениме во однос на тој договор. Затоа сум ја предала партијата, затоа што имам изграден одреден став. Ако партијата така ме почитува мене како личност, треба да го слушне и мојот став. Ние треба како пратеници да дебатираме и во партијата. Така, значи нас партијата не поставила како пратеници. Граѓаните ни дале доверба преку партијата и преку идеологијата и сите оние постулати да бидеме пратеници. И затоа велам дека не чувствувам дека сум Не можеме да избегнеме од една перцепција дека НЗС за дел од пратениците што гласаа за се активните обвиненија против нив и судските процеси кои што се водат. Конкретно за вас СЈО покрена обвинение под кодно име тендери, станува збор за случај во кој што вие сте обвината за злоупотреба на службената положба и овластувања при изградбата на музејот на ВМРО ДПМН. Не на музејот, морам да ве исправам, туку на партерот околу музејот. Значи, тоа во јавноста цело време оди како дека се однесува предметот на изградбата на музејот, не се однесува за изградбата на музејот, туку за партерот околу музејот. Добро. Не, битни се тие работи. Не сакам да влеземе сега во содржинска расправа околу тоа, го знам вашиот став. Вие тврдите дека целата документација таму е чиста, СЈО тврди дека постојат телефонски разговори претходни во кои што вие се договарате со директорот на Бетон Штип, но не сакам да влегуваме сега во содржинска расправа, затоа можеби еден ден ќе имаме шанса и за тоа повеќе да разговараме. Имате шанса. Ја имав и пресконференција со целата документација, така да имаше секој можност да види и тоа не е скришно, целата документација е таа, така да, но кој колку имал желба да види, тоа е веќе друго. Да. Сомнежите се дека пазарот е направен со овој случај, дека Канчевска Милевска ќе биде ослободена во судскиот процес за возврат сега ги поддржува уставните промени. Потполно не се согласувам, значи, со тој еден ваш став, нели го кажувате, како што кажав, дека некој споменува дека имало подкуп, средства се делеле, повторно ги повикувам. Сите кои што имаат таков сомнеш или имаат било каков некој доказ, да го изнесат. Јас си се обратив и јавно, еве сега во вашата емисија во таа насока, ниту пак има сега секој исто така ќе го повикам, еве може да повикам и опозицијата и власта во моментов, специјалното јавно обвинителство, дали со мене постоеле такви едни преговори во таа насока. Не. Значи, мојата одлука ја донесов
ќе ви кажам, за една подобра иднина за нашата држава. Заев рече се сретнал со сите пратеници што гласаа за. Разговаравте со Заев? Како? Заев изјави дека се сретнал со сите пратеници што гласаа Не се за. среќавале во собранието. На оваа тема сте Во зборувале? собранието, онака сме дебатирале. Ние со многу колеги, можам да ви кажам дека со многу колеги од пратениците кои што се од власта во моментов, разговараме, дебатираме во оваа насока. Со наши исто колеги од мојата пратеничка група, исто така сме разговарали, сме дебатирале. Се координиравте ли на некаков став... начин со тие 72 за кои што беше известно дека ќе гласаат за? Како седницата почна 15 на минути по 22, кога очигледно беше дека некој е сигурен дека има 80 гласа за? Јас ќе ви кажам за мене лично. Јас со никој претходно не сум се договарала. Мојот став бил изграден лично, јас самата. Знаете како, можевме да се доведеме во собраниската сала да бидам ја таа единствена. Ме разбирате? Која што би гласала во овој процес по однос на таа точка за дека треба да продолжиме во амандманска расправа. Можеше да се случи и тоа. Да. Јас сум размислувала за тоа и сум пред мене сум си чиста во однос на мојата одлука. Значи можеше и тоа да се случи. Воопшто, значи, не сум вршала никаков притисок, ниту некој вршил притисок врз мене. Затоа ви велам. Ниту постои амблок ги отфрлам тие тврдења дека постоел некој подкуп, дека постоело некое договарање, дека има некои колеги кои што воопшто не ги тангира сето ова. Да. Вие што го кажувате. Да, вашето гласање, значи, чисто вашето лично гласање, димензија, ми е интересно од еден разговара друг аспект исто така. Вие сте еден од, ајде да ги кажеме, оперативците во рамките на проектот Скопје 2014. Министерството за култура беше една од институциите надлежни за изградба на дел од објектите во рамките на тој проект. Знаете дека тој проект доби етикети за антикомански, антиквизацијски и така натаму. Сега, во согласно со договорот, дел од тие објекти споменици ќе треба или да се дислоцираат, или на нив да им се стави надпис дека се дел од хеленското културно наследство. Сега, која е вистинската Канчевска Милевска? Таа што го градеше Скопје 2014, придонесувајќи за градење на антички македонски идентитет, или таа што сега гласаше за да им се стави надпис на тие објекти и споменици дека се дел од хеленското културно наследство? Повторно се генерализира одредено, прашање и се создава една, пак ќе кажам, лажна перцепција во јавноста. Значи да, Елизабета како министер за култура најодговорно стои за сите проекти кои што биле во програмата на владата. Зошто пак некој од другата страна не си го постави прашањето кои се тие објекти? Дали нешто е ветено пред граѓаните како програма и некој да отвори да види дали е сето тоа реализирано? Имате проблем со тоа што на дел од спомениците ќе треба да се стави надпис? Ќе дојдеме и до тоа. Значи, ние како Министерство за култура не сме ги граделе спомениците, ниту по закон можеме да градиме споменици. Јас можам овде на оваа маса да разговарам со вас за проекти кои што биле во моја надлежност. Не, но сега дали имате став како поранешна министерка за култура? Ако треба да се стави надпис на споменикот на воинот на конј, да, дека е дел од хеленското културно наследство, дали за тоа за вас е прифатливо, бидејќи тоа е дел од овој договор? Значи, затоа ви велам, јас морам да влезам во некоја расправа во собранието за да видам што и како и да го изградам мојот став. Јас не можам вака на голо некое тврдење да кажам дали вака, дали онака. Јас како министер за култура, како човек во тој изминат период, имам дадено голем влог за културата, за идентитетот, за мултикултурализмот на нашата држава. И за промоција на културата на секаде низ свет. Да, некои ќе речат дека... И стојам за тоа. Да, некои ќе речат дека му нанесовте урбано и архитектонско зло на центарот на Скопје. Со кој проект? Може да ми кажете? Со Скопје 2014. Нема сега ве молам, значи вие бидете, мислам, директен со кој проект? Знам, ама чекајте, вие бевте дел од влада. Добро. Имавте локална власт во центар. Добро. И вие не действувавте како независно Министерство за култура. Вие бевте дел од влада, сте можеле функционирала вашиот став да го како дел од кажувате. владата во однос на она што
ветено и што сум го реализирала. Ја вие не можам да навлезам за некој проект кој што го реализирала локалната самоуправа и да говорам како го реализирала. Јас можам да кажам ние како сме ги реализирали. Сега зборуваме од урбанистички, архитектонски, естетски аспект. Сето тоа што е направено ви се допаѓа? Точно, јас од урбанистички, архитектонски аспект можам да кажам дека сите проекти кои што Министерството ги водело, ги водело согласно, да, точно, ги водело согласно урбанистичките планови. Ништо, буквално не е противзаконски и против урбанистички план. Немавме слушнато да кажете збор против другите проекти. Против кои други? Па против овие другите за кои што велите дека... Можам да ви кажам дека одредени работи може не ми се допаѓале. Така? Не се согласувам. Да. Значи, и може, вие, мислам, еве, може не знаете, но може во таа дебата, владина или било каква, може сум го кажувала тоа. Да, така? Многумина од вашите колеги сега го велат тоа, но тогаш не беа гласни. Не, но јас можам да кажам дека она што ние сме го работеле, како театар, како музеј, како концертна сала за Македонската филхармонија, спомен куќата на Тоше Проевски, не знам, портата Македонија, еве, како наш објект, се било согласно архитектонско-урбанистички план. И тоа не смее да се заборави. Но плановите се предмет на одлука, на претходно гласање, на мнозинство и така натаму. Не се согласувам. Значи имало меѓународни конкурси, меѓународни знаат архитектите. Архитектите сега ова кога го говорам и ако го следам. И постојано една или две фирми ги добиваа идејните решенија. Не се согласувам. Затоа велам. Значи ние ако сакаме да говориме за овој проект и за овие објекти кои што се во наша надлежност, треба навистина пошироко да ги гледаме. Сега време, но веројатно ќе сакам, интересна е темата. Да, нема проблем, стојам на располагање. Да, добивате ли закани сега од како во петокот? Од каква природа закани? Па не знам, вербални, не знам, по вашиот живот. Следите вие, јас немам Facebook страница, мислам, не комуницирам на тој начин. Се чувствувате безбедно? Верувам дека тој што има и лично јас, мислам, се чувствувам безбедна бидејќи верувам во перспективата на мојата држава и верувам, значи, во она што во тој момент сум го донела како одлука. Добивте обезбедување и вие, го слушнавме министерот дека сите 80 претеници што гласале за... Да, тоа е некоја одлука која што е донесена, но сепак јас самостојно и самоиницијативно си се движам како и досега што сум се движела. Затоа велам, не знам за каков збор на закани, нормално дека имам дете кое што е возрасно, нели, 21 година, сега ќе полни за неполни 2 месеци, и нормално дека детето е вклучено во таа и нова комуникација и технологија и разбира и така натака. Но жалосно е вие да втурнувате во сите овие, нели, моменти или јавност или тие, нели, било какви коментари, да втурнувате деца. Може детето е полнолетно, така може има свој став. Може не се согласува, например, со мојот став и така натака. Значи, сите си имаме свој одреден став. Многу деца во изминатите 12 години знаете дека беа таргет. И тоа не го прифаќам. Тоа е жалосно што сме се довеле, жалосно е, да, точно, јас сум и самокритична во тој дел. Жалосно е што сме се довеле во таква ситуација. Ние сите треба да живееме слободно, да имаме слобода во изразувањето, слобода во движењето и да комуницираме. Ја така сум се раководела и така сум функционирала во Министерството за култура. Партијата експресно ве исклучи или не знам што направи, иницираше постапка во која што треба да бидете исклучена од членство од партијата. Како ја доживувате таа одлука? Гледате, јас со сите овие моменти сега што се случуваат, нели, што се пушуваат најразлични коментари од било која страна, многу исправено, мислам, и гордо ги прифаќам сите тие работи, бидејќи сум честна во моите размислувања и честна сум во сето тоа што го имам донесено како одлука. Одлуката на партијата, мислам дека е избрзана, непринципијална, затоа што и верувам дека секој кој што мисли во оваа насока како што јас ви говорам, верувам дека не се согласува со сето тоа, затоа што имате и процедура за исклучување од една партија. И некој да смогне сила тоа да го направи, мене во мојата душа, во моето срце, идеологијата што ја носам сите овие изминати години, и семејно, и лично, не може да ми исклучи во таа насока и во моите размислувања, значи, кон основните постулати
на партијата ВМРО-ДПМН. Очекувате- Значи оди надвор од тие постулати врз кои е заснована партијата. Гледате да ви кажам, партијата не е создадена денес. Партијата ВМРО-ДПМН ја создал некој претходно, некои генерации. Таа е негувана. Многу личности, индивидуи имаат придонесено до оваа партија, нели, ги изгради своите и идеи, и идеали, и постулати. Така да не е благодарно некој да дојде и туку така од ракав да прави исклучување. Има Секој очекување исклучување дека треба да има образложение. Зошто некој некого решил да го исклучува? И од кои причини? Има очекување дека оваа бројка од 80 пратеници ќе расте. Што се вашите очекувања, бидејќи имате директна комуникација со дел од колегите? Па гледате да ви кажам, значи многу од колегите размислуваат во оваа насока како што јас размислувам. А зошто нема храброст да гласаат за? Не знам, тоа треба нив да ги прашате. Јас пак ќе кажам, тој став не го изградив од вечерта за вечерта или од вчерашниот ден за утрешниот ден. Повторно ќе ви кажам, значи го изградив врз една анализа сеопфатна, вклучувајќи ги грешките кои што ги има направено партијата, власта сега во моментов, ние како функционери, и претходни и сегашни. И што е најдобро за еднината. Патриот за мене, знаете што е? Патриот е за мене онаа личност која што и мисли добро на еднината, на државата и која што со најразлични сугестии, придонеси, дебати може да реши одредени прашања. Ние имаме суштинско прашање во моментов за државата. Ова прашање е многу важно. Ние не можеме анблок туку така да го отфрламе и луѓето да ги делиме на предавници и патриоти. Не. Тоа е многу грешна теза. Да, вечерва заседава Централниот комитет на вашата партија. Во текот на денот се редеа ваши колеги со пораки, дел во поддршка на лидерот, дел со понеутрални пораки. Имате вие став во однос на лидерството на Христијан Мицкоски? Што мислите? Дали тој добро ја води партијата и дали треба неговото лидерство да биде доведено под знак? Вака, значи јас председателот на партијата господин Христијан Мицкоски го почитувам како личност. Јас за многу овие мои ставови, сега нели немам време тука да ги изнесам целосно, значи сум разговарала, сум укажувала, значи моите размислувања пред да донесам одлуката, сум ги пренела на председателот на партијата, на Христијан Мицкоски. Дека вие ќе гласате за? Значи, пак ќе ви кажам, ако некој ми го следел говорот во собрание, многу јасно говори дека јас во оваа фаза ќе дадам поддршка. Значи, ако некој го следел, бидејќи јас јавно на говорница кажа дека За мене беше јасно. Затоа велам, ако некој сакал да го следи, значи јас секогаш сум повикувала дека мораме ние како пратеничка група да бидеме обединети и единствени. Без разлика. Многу почитувам и добро е, верувајте ми, да има различни мислења. Критика прифаќам. Значи, ние сега можеме тука да разговараме, вие да ми дадете одредена критика, но треба да ми дозволите и јас аргументирано да ви кажам зошто нешто мислам дека не е така, или се согласувам. Да, затоа и сум прифатила и ве почитувам и сум овде, затоа што имате такви размислувања и ставови. И добро е ние врз основа само на критика можеме да дојдеме до одредени работи кои што верувам дека ќе бидат во една позитивна насока. Ние не треба да бегаме од критика. Ние како пратеничка група треба да бидеме единствени. Ако има некој различно мислење, треба да го каже. Мораме да привршуваме. Не, затоа ви велам. Така да јас мојот став, мислам, размислувања сум ги пренела на господинот Христијан Мицковски. Но мислам дека треба на вистина во овој период да преовладува разумот. Нас ни треба единство. Доста веќе се делиме на тој начин како што ја почнавте. Единство околу лидерот Мицкоски? Не, единство околу одредени суштински прашања за државата. Не разбирате? Да не ги ставаме интересите на државата за дневно политички цели и амбиции. Треба политиката да тргнеме на страна. Треба да гледаме на вистина реално што можеме да направиме во овој период. А мислам дека можеме. Мислам дека можеме со одредени амандмани да подобриме нешто во овој договор и цврсто стојам за тоа. Јавноста мислам дека го знае вашето писмо. Затоа ги отфрлам сите оние реакции или ставови за подкуп, за било какво преговарање во однос на одредени обвиненија. Не, напротив,
Јас сум таа која што ќе кажам дали имам обвинение или не, или ќе имам или било како. Јас сум инвестирала како Елизабета, како личност во оваа држава. Јас моето образование овде сум го стекнала. Значи овде сум завршила факултет, овде сум магистрирала, овде сум докторирала. Јас го почитувам, значи, правниот поредок на државата. Ние си поигруваме со суштински работи, со суштински прашања. Ние не треба да го рушиме правниот поредок на државата. Мораме да Ние треба да Да. требаме со заеднички интерес да направиме нешто подобро за Македонија. Затоа ги отфрлам овие било какви тези дека нешто има подкуп. Не, јас најодговорно ви тврдам, никој од колегите не би посегнал за едно вакво прашање да се игра со било каков подкуп. И ги повикувам сите оние кои што сметаат така, најодговорно да излезат и да кажат зошто, од кои причини тоа го кажуваат. За крај или за било какви обвиненија. Да, за крај имате коментар за правосилната пресуда на вашиот екс-шеф Никола Груевски, кој Каков што ќе коментар? треба Па не знам, 2 години да оди не, во гледате затвор. да ви кажам, мислам од моја страна не е во ред, еве како интелектуалец да коментирам одредени пресуди. Сепак тоа се судски процедури, така да ние во државата имаме 3 столба, така? Извршна, законодавна, судска власт. И во тој дел навистина не би сакала да се мешам. Ви благодарам многу што бевте Ви дел благодарам. 360 степени.